Бугарите ќе влезат во македонскиот устав, но тоа нема да се случи утре бидејќи власта немала двотретинско мнозинство. И покрај бугарската блокада на патот кон Европската унија, премиерот Зоран Заев уште еднаш повтори дека ќе го исполнеле барањето на Софија, односно внесување на бугарското малцинство во нашиот устав, но тоа ќе се случило пред членството во Европската унија. Ние немаме никакви предрасуди. Ако некој бара утре тоа да го направиме и да сакаме, не може. 2/3 немаме, ниту треба. Но јавно го кажуваме заради тоа што и бугарите, и хрватите, и црногорците, и египтјаните, и многу други етнички заедници ќе бидат вградени во нашиот устав во очи на пристапувањето на членство со Европската. Иако не така мал број македонци живеат во Бугарија, нашата влада нема да бара за возврат тие да бидат ставени во бугарскиот устав. Заев вели тоа била внатрешна работа на земјата, во која не било пријателски да се мешаме. Мешањето во внатрешни работи на соседните земји не е порака на пријателство, тоа останува на нив. Јас го кажувам како потреба наша, не заради тоа што Бугарија бара. Реков, пред 2-3 години е отворено ова. Хрватската заедница го отвори црногорската заедница, имаат реално потреба. Тие се наши граѓани, родени овде, живеат овде и покрај заедниците кои што сега ги имаме, македонците, албанците, ромите, турците, власите, бошнаците, србите и другите заедници се родени овде. Инаку додека македонската власт исполнува речиси се што ќе побара Софија, од Бугарија добиваме сосем различен однос. Тие не ни го признаваат македонското малцинство кое живее кај источниот сосед, а не ни го признаваат ниту јазикот и идентитетот. Условуваат да признаеме дека истите како македонски не постоеле пред 1946 година, доколку сакаме да добиеме датум за старт на преговори со Европската унија.